Почитувани представници на медиумите, добар ден. После толку најави, денеска повторно ги видовме премиерот и економските министри, овој пат со најновите мерки што владата ги нарекува антикризни. Повторно помпа и спектакли, ама веќе сите знаеме дека од тоа нема корист. Секогаш кога владата ќе донесе нешто што таа го нарекува антикризни мерки, се сеќаваме на незините бисери од минатата година. Се сеќаваме како во ноември 2008 година владата прво донесе антикризни мерки, а потоа предвиде дека економијата ќе расте исто како да нема криза. Се сеќаваме на кредитната линија од Европската инвестициона банка, која долго се најавуваше, а потоа со месеци доцнеше и на крајот патем нема долгорочни кредити во денари како што се најавуваше. Се сеќаваме на задоцнетите ребаланси на буџетот. Се сеќаваме кога владата ја зголеми каматната стапка на државните записи од 7 на 9% и предизвика зголемување на каматните стапки на кредитите. Граѓаните и фирмите се уште плаќаат повисоки месечни рати на земените кредити. Се сеќаваме кога владата со своето лошо трошење придонесе за затегање на монетарната политика, со што запреа кредитите на банките, па фирмите се задушуваат во неликвидност која се уште трае. Со еден збор, се сеќаваме дека владата и покрај многобројните, демек антикризни мерки, всушност ги остави фирмите сами да се справуваат со кризата. Денешните мерки се нови, ама проблемот со нив е што тие се обични реформски, а не антикризни мерки. Тие мерки може да се донесат било кога, и кога има, и кога нема криза. За да се наречат некои мерки антикризни, потребно е тие да бидат јасно и директно насочени кон најголемите проблеми што со себе ги носи кризата и со кои денеска се судира македонската економија. Денес тоа се неликвидноста и високите каматни стапки. За навистина да им олесни на фирмите, за почеток владата треба да го направи следното. Прво, владата да обезбеди правна рамка што ќе овозможи одложено плаќање на сите оние неразумно високи казни за фирмите. Така, казните кои се изречени досега или ќе бидат изречени до крајот на јуни 2010 година, да се платат на 31.12.2010 година. Бидејќи владата цело време вели дека драконските казни не се наменети за полнење на буџетот, тогаш и одложената наплата на казните нема да се одрази на буџетот. Штом се одложи плаќањето на казните, и на фирмите сега ќе им останат повеќе пари за да можат да го премостат овој за нив во моментот критичен момент. Истовремено, од буџетот да се избрише износот за приходи од казни. Постоењето на таква ставка прави притисок дека инспекторите мораат да изречат казни во проектираниот износ. Второ, државните институции да престанат да се играат пинг-понг за тоа кој е надлежен да каже колку државните институции им должат на фирмите. Срамота е владата да не знае колку должат државните институции. Затоа ни се случува, заради неплатени сметки, да нема грејење во училиштата и на универзитетите и да се смрзнуваат децата и студентите. Лесно е за топлификација, ќе го исклучи грејењето и ќе си го наплати побарувањето. Што да кажат фирмите на кои државните институции им должат, а тие не можат ништо да исклучат и да си наплатат. Затоа, подитно треба да се прецизно да се утврди долгот на државата кон фирмите, да се направи динамика за отплаќање на тој долг и владата да почне подитно да им плаќа на фирмите. Тоа значи промена на приоритетите на владата за трошење на парите од буџетот. И со оваа мерка ќе се зголеми ликвидноста на фирмите. Трето, го повторуваме укажувањето владата подитно да направи ребаланс на буџетот и да го усогласи трошењето со реалноста во економијата, бидејќи приходите ќе бидат помали од она што го предвиде владата. Ако во буџетот секој месец се прави онолкава дупка, каква што беше направена во јануари, тогаш проектираниот дефицит за 2010 година ќе биде остварен уште во мај месец. Прашањето е што потоа.
Кога има официјален документ, што се вика ребаланс на буџетот, тогаш се знае дека владата формално се обврзала да постапува според тој документ. Од една страна ќе има повеќе пари за кредити на фирмите, а од друга страна ребалансот на буџетот ќе даде посилен и посериозен сигнал на Народна банка за да продолжи со намалување на каматната стапка. Нека го направи владата она што го предлагаме и фирмите на вистина ќе почувствуваат позитивни ефекти. Доста со спектакли, време е за вистински решенија. Благодарам. Дали имате прашања? Јас можам само да окажам следното, значи, ако некој ги погледне бројките, она што владата го проектирала еднаш, па уште еднаш и трет пат за 2009 година, и она што навистина се случило во 2009 година, тогаш секој објективен ќе донесе само еден заклучок, дека последниот кој што има кредибилитет да каже нешто за предвидувањата е владата, бидејќи се што предвиде, се промаши. Благодарам. Дали има друго некој прашање? Ви благодарам.